Добро дојдовте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. Јас сум писателот. А денеска имаме еден различен формат на емисија. Како што се најави самиот, писателот е повторно со нас. И денеска емисијата ќе биде насочена кон тоа да писателот ќе ни поставува нас, верувам, длабоки и интересни прашања, меѓутоа непознати. Не ги знаеме прашањата однапред. И тоа намерно го смисливме така со цел да видиме какви ќе бидат одговорите кога не ги очекуваме самите прашања и кога не се подготвуваме за нив, затоа што за повеќето теми претходно кога ги обработувавме, кога ги снимавме, имавме подготовка пред нив. Овој пат нема да имаме подготовка, може и ќе ни подметне некои опасни клизачи, ќе видиме, тоа зависи од него. Сега, чисто да најавам дека се надеваме дека со писателот се почесто ќе се појавува во Беседа, како еден вид на со домаќин, заедно со нас, со мене и со свештеникот. Ќе видиме како ќе го изведеме тоа од аспект на време и на можности, меѓутоа тоа е идејата на која што работиме моментално. Епа, писателе, како си ти денеска? И какви прашања ни спреми? Дали се горечи, дали ќе треба да напуштиме емисијата или не? Ќе биде опасно, ама мислам дека сте доволно спремни за секој од прашањата. Али не, да, без заебанци, мислам, чест ми е што сум денеска тука. Фала што повторно ме поканивте. И мислам дека ќе биде интересна епизода, малце ќе биде по-различна од тоа на кое сте навикнати, ама мислам дека ќе има некои теми кои што, да речеме, не ги чуле до сега луѓето од вас можеби. Така што ќе биде за мене барем ќе биде интересно, не знам за вас или и за тие што ќе слушаат дали ќе биде интересно, ама за мене ќе биде. Свештениче, ти имаш ли нешто да додаш или да го прекинеме тука веднаш? Кој знае што спремил? Како што би рекле од нашата влада, имаме позитивна трема. Секогаш кога имаат некој голем предизвик пред нив и кога новинарот ќе ги праша што сакате, како се чувствувате во однос на оваа промена или овој нов закон кој што сакате да го направите, тие велат чувствуваме позитивна трема, и што всушност сакаат да кажат дека се под голем стрес. Како и да му посакам добре дојде на писателот и се надевам дека се почесто и почесто ќе го гледаме во Беседа и ќе стане еден ко-домаќин. И навистина би сакал да ги слушнам неговите прашања и сакам да видам како ние ќе ги одговориме. Епа, можеме да почнеме. Ќе видиме после епизода дали ќе се појавам повторно или нема сакате веќе да не поканите на епизодава. Може да отидеме многу различни насоки овој разговор. Да, ако прочитате во Црна хроника дека се случило убиство во Скопје, не трмела епизодата на добро. Дали сте спремни? Апсолутно. Да, родени сме спремни. Епа добро, вака. Значи, размислував за што да ви поставам како прашања во епизодава. Имам неколку теми кои што, ајде да речеме дека првично мене ме интересирале, ама да речеме деловно сме ги збореле и со вас и сигурно едно предупредување за вас двајца, сигурно дел од овие работи веќе сте ги зборувале на емисиите. Мислам нешто што веќе го знам, бидејќи сум слушал некои од епизодите и може ќе ви звучи познато. Ама сакав да видиме како ќе изгледа ако спонтано ги разговараме овие теми. И со тоа би почнал со една тема која што можеби сум сакал да ви ја поставам како прашање порано, ама не сме стигнале, сме немале можност. И е нешто што можеби го отворивте како тема во првите епизоди, кога го представувавте подкастот. Ама сакав да чујам од вас што е за вас филозофијата и како мислите дека практично филозофијата може да му помогне на некој да води подобар живот. Ова може да го одговорите од многу различни агли, ама да речеме првото нешто што ви доаѓа или нешто што сте го размислувале е како филозофијата може да му помогне на некој што можеби се чувствува изгубено, не знае каде да тера во животот, се прашува што да прави со себе си. Најчесто луѓето не се водат по некоја филозофија. Најчесто се водат спонтано и инстинктивно. Дали можеби поради притисок од околината, притисок од родителите и така натаму, ама не се водат под некоја лична филозофија.
Па ме интересираше што мислите околу ова и еве, може да почнеме со тебе, свештениче. Поред, уште кога почнав прв пат да се запознавам со филозофијата, таа беше поврзана кај мене со античка Грција и со античките грчки филозофи. Секако не биле сите грчки, многу од нив биле египјани, некои од нив живееле биле семити и така натака, некои биле од одредени племиња како македонци, илири и така натака, меѓутоа неважно. Кога започнале првите филозофи да се развиваат, имало две струи и тоа кога почнав да го изучувам, веднаш го забележав, иако ретко во која книга тоа се признава дека навистина тие две струи се создале, меѓутоа постоеле две струи. Јас тоа го имам забележано. Едната струја била водена од оној филозофот, го заборавив како се викаше моментално, кој што велеше дека архе е водата, дека почетокот на се е водата. И тој бил човек кој што бил многу среќен. Тој бил многу среќен и исто така негови ученици понатака излегле со она тврдење и со оној став дека ништо во светот не се менува. Се е статично, ништо не се менува и тоа треба да биде, тоа е всушност почетокот на нихилизмот и тие велеле и заради тоа треба да бидеме среќни. И тие биле многу среќни луѓе, многу радосни и така натака, просветлени може да се каже. Меѓутоа имало споредна струја на филозофи, кој што нивни предводник бил оној другиот филозоф, заборив исто како се викаше, кој што верел се менува, не може еден ист човек да стапне во една иста река два пати. Демек се менува во животот, и кој што секако е вистина, тоа не е лага. Меѓутоа тој бил многу намуртен човек, многу груб, многу несреќен и така натака. Многу сум лош со имињава, не ги памтам, меѓутоа тој што слуша може понатаму да ги поврзе имињата кои ќе проучи. Од овој човек кој што рекол дека ништо не се менува, од тој филозоф произлегле софистите. А од овој човек кој што рекол ништо не се менува, се е исто во својата суштина, се развиле умовите на Сократ, на Платон, Аристотел и така натака. Јас припаѓам на онаа струја на оние филозофи кои што велат дека во својата суштина ништо не се менува. Тие се оние кои што биле секогаш среќни и оние кои што од реалноста наоѓале позитивен начин да го гледаат животот и наоѓале лекции, а не наоѓале оправдување или начини за контролирање на светот, начини за доминација. Онаа струја која што јас ја нарекувам егоистична, софистичка струја на философи, тоа биле луѓе од кои што настанале понатака адвокатите, политичарите, ораторите, демагозите и така натака, 300 различни професии, и тоа се луѓе кои што не ги интересира реално филозофија, туку ги интересира начин на кој што можат да го контролираат светот или да бидат помокни, а овие другиве, како Сократ, како Платон, се луѓе кои што сакаат да најдат лична среќа или да се пронедат себе си и да сватат што е суштината на универзумот преку философијата. И тоа е за мене вистински философијата, тоа е значењето на филозофијата. Добро, тоа е на едно повисоко ниво, да речеме. Ама во смисла на секојдневниот живот, како ти помага тебе филозофијата да се справуваш со тешки ситуации, да се справуваш со непријатности, како ти помага во секојдневниот живот да бидеш подобар или подоблесен човек? Зашто голема или една од главните или големите идеи на беседа е на некој начин да се биде подоблесен. Или да речеме дека главната мотивација или некоја од мотивациите, некоја од главните мотивации на беседа е да се стане подоблесен преку филозофијата. Во смисла на те прашувам само како попрактично ти размислуваш и како ти помага филозофијата во секојдневниот живот. Па прв пример кој што ми доаѓа на ум е стоицизмот. Стоицизмот е филозофија, класична филозофија, која што мене ми го води животот во голема мера. Секогаш кога имам предизвици, јас се навраќам на лекциите на големите философи, како што е Зено, како што е Маркус Аурелиус и така натака, Епикур, кој што има гениални лекции и така натака, и мислам дека тие филозофии, исто така нихилизмот според Ниче и некои други филозофии помодерни, си имаат испреплетено толку многу во мојот живот, што јас веќе не можам ни да направам дистинкција, да речам, сега филозофијата ќе ја употребам, туку таа е толку влезена длабоко во моето функционирање, што секогаш кога ќе бидам во допир со некоја пречка, со некој проблем во мојот живот, инстинктивно или да речам органски, мојот ум се потсеќа на лекциите од разни филозофии кои што сум ги изучил и кои што сум заклучил дека се добри, позитивни, треба да бидат искористени, и автоматски ги користам тие лекции.
веројатно е добро да си поткован со одредени филозофии како што е стоицизмот, зашто веројатно како што живееме не ни текнува многу често да се водиме по некои филозофски принципи, ама кога ќе дое тешкото, кога ќе ти се деси нешто ептен тешко, тогаш се гледа, мислам дека вредноста на тие филозофии како стоицизм или други некои филозофии, кои што ти помагаат да се справаш со тие тешки ситуации. Процесоре? Јас би ти побрал само да го повториш прашањето за да бидам сигурен дека одговарам на точното прашање. Знам дека имаше два аспекта, ама подобро да го повториш, поконцизно да можам да одговорам. Прашањето беше што представува филозофија за тебе, односно што представува филозофијата за тебе и како филозофијата може да го подобри животот на некој човек што се чувствува изгубено или се прашува што да прави со животот. Многу тешко прашање постави, морам одма да ти кажам. Значи, одма почнавме со нуклеарките. Најтешкото на почетокот. Да. После се лесни прашањата. Па не, ако ова го одговориме, после не може да бидат потешки. Тоа е... После низбрдо е веќе. Да. Значи, што представува филозофијата за мене? На ова прашање имам многу неочекуван, мислам, дека одговор, а тоа е дека немам поим. Не знам што представува филозофијата за мене. А тоа што го знам е дека кога бев средна школа, западнав во еден вид на екзистенцијална криза, каде што целата ситуација беше некако чудна, како да ја наречем, значи од еден аспект социјално и надворешно не бев воопшто успешен, всушност бев неуспешен. Од друга страна немав никакви вешти, немав никакви знаења практично за скоро ништо и се најдов во една ситуација каде што практично западнав во еден вид на, дали може да кажам депресија, криза е, ќе наречам така екзистенцијална, каде што едноставно не си се допаѓав себе си. Сам на себе си не се допаѓав каде сум, што правам, колку знам, зашто ме бива, колку внимание добивам од другите луѓе. Значи, сите ние веројатно типични проблеми за млад човек на таа возраст. Меѓутоа тоа што беше разликата помеѓу мене и помеѓу повеќето други луѓе е што повеќето други луѓе не посветува внимание на ова, значи не интересираше. Ако едноставно, не знам, не им посветува некој внимание, они ќе се обидат да најдат начин како да добијат внимание. А јас навлегував во длабочината на проблемот сега. Од зашто е така, зашто сум ваков, зашто сум таков и така натаму. Тоа е веројатно одлика на мојата интроверзија и некакви когнитивни способности, кои што ми овозможиле да можам да навлезам во тие процеси, да речеме, и да ги гледам од внатре. И тоа што заклучив кога после таа криза, да речеме, она што го заклучив дека сакам да го постигнам е да знам се. Не знам зошто, меѓутоа тоа беше одговорот на прашањето. Односно одговорот на проблемот кој што го има во тој период. Ако би можел еден денеска да кажам што представува филозофијата за мене, практично тоа е. Обидот да дознам не се, ама вистината. Да дознам вистината, да дознам што на вистина лежи позади мистиката на животот. Зашто за мене животот е многу мистична работа. Има многу прашања кои што се многу чудни. Например, зошто воопшто има нешто, ако може да нема ништо? Така. Имавме дури цела емисија со свештеникот снимена за оваа тема. Зошто воопшто не има? Зошто воопшто сме вакви какви што сме? Зошто животот вака се одвива? Зошто времето тече во една насока? Зошто старееме? Зошто умираме? Значи, сите оние прашања, класични филозофски прашања кои што луѓето си ги поставуваат со милениуми, јас не ги отфрлав, туку напротив, сакав да им се посветам и да ги одзагонетнам. Ги одгонетнам да видам зошто. И за многу од тие работи ми се појавија одговори, секако тоа беше процес кој што траеше со декади. Така што филозофијата би рекол на кратко дека е мојот обид да ја дознам вистината. Значи тоа е таа што значи за мене и немам конкретен пристап околу тоа, значи некогаш сум прагматист, некогаш сум стоик, некогаш сум ваков, некогаш сум онаков, не знам, идеалист, платонист, неоплатонист. Дури ги имам, од толку многу што имам читано и навлегувано во тие работи, дури ги заборавам називите како беа од сите тие работи, едноставно ги осеќам тие работи. И на крајот практично ги применувам овие пристапи и после тоа откривам како се викале. Не знаеш како некој ги нарекол во книга. Тоа е едната работа. Значи, на кратко, филозофијата за мене е обид да се дознае вистината. Сега како може да помогне вистината за подобар живот? Може пред да го одговориш ова едно подпрашање? Да, слободно. Едно од прашањето ми беше поврзано со
вистината и се прашував, пошто јас не чувствувам порив за да трагам по вистината. Не знам што значи тоа за мене. Не сум анализирал до таму да заклучам каде ме сместува тоа ајде во тие филозофски категории, ама не чувствувам кај мене порив да знам вистината или да трагам по вистината. И понекогаш се прашувам, добро, што представува вистината? Филозофијата мислам дека е еден од методите преку кои што се трага по вистината, зашто преку филозофиите се анализира суштината на животот на некој начин. Па ме интересираше, ама веќе ти го начна тоа, што би рекол ти дека представува вистината? Како ја дефинираш, или не можам да барам од тебе да дефинираш вистината, ама кога размислуваш за тоа дека сакаш да знаеш вистината, како доаѓаш до конкретни чекори кои што сакаш да ги преземеш или нишки кои што сакаш да ги истражиш, што мислиш дека ќе те донесат поблиско до вистината? Ова е многу добро прашање, практично ова е епистемологија. Тоа што го прашаш, како да се дознае што е. Вистината да речеме дека е онтологијата, тоа што е, а епистемологијата како да се дознае што е тоа што е. Нешто е интересното што ние во школа и на факултет така натаму сме ги учеле типично западните или европските начини на размислување околу вистината и околу епистемологијата, да речеме, како да се дознае што е вистината, кој е. Од друга страна, низ животот сум се среќавал и сум посветил многу внимание и на источите, например како будизам, даоизам и други видови на пристапи кон осознавање на вистината, зашто за мене религиите, филозофиите, сите тие се обид кон осознавање на вистината, на стварноста. И не можам да се приклонам на едното или на другото, затоа што тие имаат различен пристап, а истовремено и двата пристапа се точни. И мислам дека делно зошто јас сум гледал и кон исток и кон запад и кон различните филозофии, па и кон други, е заради тоа што се наоѓаме ние малте не на центарот на земјата или ајде тука околу центарот никаде, како Македонија, и имаме влијание и од исток и од запад. Значи преку Турција, преку османлиите и така натаму стигале влијание од Блискиот исток, каде што стигале влијание од Индија, каде што стигале влијание од Кина, каде што стигале влијание од Јапонија, тоа од исток. Меѓутоа, сепак сме на европскиот континент, каде што стигале влијание од Италија, од Германија и така натаму, нели? И ние сме на мешавина тука, знаеш, и заради тоа им посветуваме внимание и кај нас има книги кои што се објавени и од Ориентот и од Оксидентот. Сега, околу самото прашање. Пристапите нивни се различни, меѓутоа и тој пристап се издржани. Што би рекол дека е типично за европскиот и западниот пристап, а тоа е под еден прагматизмот и под два абстрактизација. Значи, одделување од суштината за да можеш да ја видиш од надвор и да ја испитуваш од надвор и да осознаваш некои работи за неа, за оно што се случува, за процесите, за системите, за ентитетите, за што и да е. Тоа е абстрактизацијата. И прагматизмот. Прагматизмот е, накратко би го рекол, она што има ефекти во светот. Јас така го сваќам прагматизмот. Значи, ако тргнеш, ако твојата филозофија која што си ја смислил, на крајот ти прави добри ефекти и те прави да живееш подобро, подоблесно што и да е, значи таа е прагматична филозофија. А ако не е прагматична и така натаму. Ако имаш филозофија дека, например, не треба да имаш деца, антинаtalистичка филозофија, или дека премногу луѓе не има на планетава и дека треба да се убиеме, и се фрлиш од зграда, твојата филозофија завршува со тебе. Значи таа не е прагматична филозофија. И така натаму. Значи, накратко тоа е прагматизм. Од друга страна, источниве пак идат многу кон доживување на моментот, доживување на течението, на флуксот. Например, даоизмот е класичен пример за тоа. Нема никаква структура, се движи, се менува цело време и ти едноставно не само што треба прифатиш тоа тука да се заљубиш во тоа. Будизмот слично. Медитирај, напуштај се себе си, напуштај го егото, анатманот. Практикувајќи ги двете, и двете ми ја кажале вистината. И двете ми се надоврзале една испрема други, една врз други. Така што, ете, тие би ги кажал како пристапи кои што ми овозможеле мене да работам на вистината. Се ти праша што е вистината, да знаев, ќе ти одговорев и тука ќе завршавме со се и ќе завршаш и човештвото и се, бидејќи ќе беше одговорено тоа прашање. Меѓутоа мислам дека овие пристапи, можеби има некои други кои што се подобри и попаметни, мислам дека овие пристапи се многу добри за осознавање на она што е. Прагматизмот, например, е многу добар од аспект на ова како што го обяснив претходно. Значи, ако ти живееш според едни правила, закони, вредности што и да е,
И ако можеш да направиш споредба на тие правила вредности со некои други правила вредности, и сега ако живееш според едните имаш вакви ефекти, според другите имаш подобри ефекти, веројатно вториве имаат се попрагматични и повеќе се согласуваат, се похармонизирани со самата вистина. И тоа не значи кога ќе видиш вистината, меѓутоа се доближуваш спрема неса. Значи ја него тупам уште. Тешко е да се одговори ова прашање, меѓутоа ете неколку пристапи ти кажав, кои што ги користам како би се обидел да ја дознам вистината. Мислам дека вистината, односно филозофијата ти помага примерно да ја осознаеш својата вистина, подобро да се справиш со својата реалност или да ја градиш подобро својата реалност и својата иднина. Кој што ја гледам како некој вид на оперативен систем, кој што можеби нема да ти помага да ја осознаеш генерално вистината, ама подобро ќе разбереш како функционира светот и подобро ќе бидеш спремен да се носиш со сето она што светот го носи. Па ајде тука го гледам и одговорот на вториот дел од прашањата на како филозофијата ти помага или би можела да му помогне на некој човек што се чувствува изгубено. Зашто филозофијата дава одговори, ако тој човек е поткован со одредени филозофии, повеќе ќе знае за себе си, повеќе ќе знае за луѓето околу себе, повеќе ќе знае за светот и оттаму ќе биде поспремен да биде помалку изгубен отколку што е, што ќе го направи поспремен за да изгради реалноста која што ќе биде подобра за него и за луѓето околу себе. Така што ако ова имаше смисла. Тоа ме потсети само да не се разврзувам премногу на ова вториот дел од прашањево, меѓутоа само ќе кажам две главни лекции кои што досега сум ги извадил и кои што мене ми помогнале во животот. Може ќе им помогнат нашите следачи. Или откровение. Јас сакам да ги викам откровение, затоа што буквално така ги осеќам како откровение. Така и ми се случиле. Значи, првото откровение кој што го имав пред неколку години е дека едноставно го доживеав Господ. А Господ го поистоветувам со стварност. Стварноста е еден вид на она што е во секојдневието, она што може да биде, она што ќе биде, она што било. И стварност има граници, има логики, има начини на функционирање и практично тоа што го доживеав е дека увидов дека значи Бог е стварноста практично, има знак на еднаквост меѓу нив, на еквивалентност и истовремено дека и јас постојам, значи еден вид на приказна сум на Бог кој што ме смислил, меѓутоа тоа не значи дека не сум вистина, туку сум вистина. Заради тоа што тој може да создаде што сака, кога сака, како сака, и ме создал и мене. Ме создал и вас, нормално, меѓутоа ме создал и мене, и јас сум вистина. Истовремено сум процесорот, човек кој што живее на планетата Земја во Македонија и прави ова, прави тоа, ваков е, таков е, тогаш се родил, такво му е семејството, значи сите оние работи. И истовремено сум приказна на Бог и преку тоа сум самиот Бог, кој што си ја мисли таа приказна, си ја сонува на начин и кој што ја создава целата стварност како еден вид на субјективен објективитет. Значи ја смислува со неговиот безграничен ум и таа станува стварност, таа станува материјална стварност. Тоа е првата лекција, дека Бог постои и тоа ме е како откровение, кој што го добив на клупа во Барселона. Втората лекција е дека тоа што постои, тоа што е создадено, не може да влегува во логички апсурди, да се залага за нештата да не постојат. Што сакам да кажам со тоа? Например, пред кога спомнав оние антинаталистички филозофии, или филозофиите дека премногу луѓе не има, или филозофијата дека може комотно да се абортираме деца, или да убиваме луѓе и така натаму. Или филозофијата дека јас се родив, сега постојам тука во овој момент и немам обврска да го продолжам животот, да имам деца, туку со мене може да заврши, немам никакви обврски околу тоа. Само право имам да живеам, а немам должност да го продолжам животот со, например, ново бебе, нов човек. Значи, тоа е морален абсурд. Значи, не може живот да се залага за неживот. Тоа е абсурд. Ти можеш да ја отфрлиш таа одговорност и ќе бидеш неодговорен човек, ќе бидеш незрел човек. Ама да се застапуваш дека всушност немаш одговорност и дека со тебе може да заврши она што бесконечно предци пред тебе од почетокот на животот до денес се бореле да дојдат до тебе с сите маки, болести, непогоди и така натаму и се доаѓа до тебе и ти викаш, јас сакам да си седам да си гледам Netflix и немам врска јас да имам деца, немам врска да продолжи животот со мене, едноставно кај мене треба да заврши. Тоа е еден морален абсурд. Од кај доаѓа моралниот абсурд? Доаѓа од тоа дека живот не може да се застапува за неживот. Живот не може да се застапува за смрт.
Тоа што постои може да се застапува само за тоа што постои. Не може за тоа што не постои. Ете, тие се двете главни лекции кои што мене многу ми имаат помогнато и кои што ми имаат извадено од екзистенцијални кризи. Стално ме вадат овие две работи. Например, јас нема опасност да помислам дека треба да се самоубијам, заради тоа што верувам дека животот е непрекоснувен и треба да живеам, заради овие откровени. Ова става доста за размислување, што кажа. Ама сакам да поставаме на прашање свештеникот првично, па и на процесорот. И со двајцата се знаеме подолго време. Ама свештенику можеш да ми одговориш ти, ако го имаш одговорот, а тоа е кое е некое верување што се го имал порано, дали пред неколку години, месеци, како и да е, кое што се мислел дека е правилно и кое што си го сменил во меѓувреме, или е верување кое што си ја завршило целта, не сметаш дека било погрешно, туку едноставно само служило на целта која што си имал во тој период од животот и веќе не ти служи тоа верување. Дали има такво нешто во твојот живот? Да, има такво верување. Всушност, една од најголемите флуктуации во мојот живот кои што се случувале биле како сум влегувал и сум излегувал од духовноста. И секогаш сум влегувал и сум излегувал подобар него претходното влегување и излегување од духовноста. Значи сум се движел во со една спирална динамика во духовноста и надвор од духовноста. Оно што можам да го кажам како највпечатливо е тоа што како мал живеев со една длабока конекција, длабоко чувство дека сум дел од се и дека не треба да се грижам за ништо во животот, туку само треба да се препуштам, да бидам тотално спонтан. Меѓутоа, и покрај тоа што тоа ми даваше голема среќа, да речем, и опуштеност во животот, не ми носеше резултати на ниеден план. Ниту на љубовен план, ниту на професионален, па дури ниту на персонален, бидејќи не станував подобра верзија од самиот себе. Не можев да бидам среќен со самиот себе, бидејќи мојот ум и моето тело не гледаа резултати од мене. Кога одлучив, поради константниот притисок од моите неуспеси, да го свртам листот и да станам по световно успешен. Световно ориентиран, ета така, ти благодарам процесоре. И кога почнав да работам на својата самодоверба, на својата успешност со спротивниот пол, на менаџирање со времето, менаџирање со кариерата и така натака, со интелектуални работи, со работи кои што ми користат во реалниот живот, станав многу среќен самиот со себе, станав успешен, станав привлечен и така натака. Меѓутоа, како што поминуваше времето, видов дека сето ова е празно. Нема некоја длабочина во себе. Џабе, како некоја игра која што како да сум во театар, играм некоја игра, меѓутоа без и сум добар актер, добар играч, меѓутоа за џабе. Нема поента се во ова. Нема зошто го правам ова. Тоаш повторно се вратив на духовност. Меѓутоа сега се вратив многу подлабок во таа конекција. Сега цела во оваа самодоверба која што ја направив, ја пренесов во духовност. Значи не влегов на како првичното ниво. Влегов во духовноста со знаење, со самодоверба, со интензивни медитации, со практики, со начин како да се стигне до целта и така натака. И бев на различни, да речам, ретрити, духовни пракси, кои што се уште ги практикувам и така натака. И тоа траеше долги години, како се открива в себе си. И стигнав до еден момент каде што повторно видов дека стигнав одредено плато во духовноста, каде што почувствував дека не треба веќе да одам напред. Дека нема потреба да се оди напред, затоа што како самиот живот да не сака повеќе да напредувам, затоа што чувствува дека му е доволно. Извини само, да не напредуваш на кој начин? Да не напредувам на духовен начин. Почувствував дека ми е доволно. Почувствував дека секое понатамошно притискање ги уништува оние световни работи кои што сум ги акумулирал, што сум ги создал. Ги разнебитува. Морам да се откажам од нив. И сега тука духовниците, големите гуруа и така натака викаат, да, тоа е супер, откажи се од све, тоа е патот. Откажи се све батали, све уништи и тоа е целта, ќе стигнеш до просветлувањето. Меѓутоа, јас длабоко во себе почувствував дека тоа не е мојот пат, дека сега не е време за тоа и одлучив дека сега треба да се посветам повторно на материјалниот живот, повторно да ја оставам на холд духовноста, бидејќи ако продолжам со истиот интензитет како што до сега сум одел, ќе пропуштам одредени карактеристики, одредена сила, одредени
атрибути кои што ми се потребни од материјалниот живот, за повторно кога ќе дојде следната духовна фаза да ги искористам и да дојдам до вистински напредок во духовност. Доколку јас сега продолжам со духовноста, ќе има некој дел од материјалниот живот, од световното кој што ќе ми фали и никогаш нема да можам да стигнам до вистинскиот напредок на духовно ниво ако сега не влезам повторно во материјалниот живот, во световниот живот и да ги создадам тие атрибути. Како што се, например, семејство, како што е, например, стабилни финанси, може би нешто кој што треба да го создадам во светот и така натака, за да може после во духовноста да се влезе со искуството и со знаењето како е во световното да го создадеш тоа. И понатака сигурно ќе има и повторно враќање кон материјалност. И сметам дека тоа се циклуси кои што ми се случуваат. Меѓутоа исто така и на пониско ниво, сега моментално можеби не можам да се сетам, меѓутоа има безброј на размислувања, филозофии кои што ми се менувале со текот на времето. Всушност тоа е и надконцептуалноста. Надконцептуалноста е цело време да ти се менуваат ставовите кои ќе видиш дека се грешни. Еден пример кој што сега ми текна е мојот став за Русија-Украина војната, кој што јас сметав дека Русија направила катастрофална грешка што влегла во војна и дека тоа е почеток на нејзиниот крај. Меѓутоа процесорот викаше дека не е така, дека тоа е обратно. Како што помина времето, видов дека навистина Русија не направила грешка или барем го извлекла најдоброто што може за нејзе. Сега дали е тоа морално најдобро, тоа е друг муабет, меѓутоа ете тука видов дека е грешка и го сменив ставот. Меѓутоа исто така и на многу филозофски ставови, филозофски моменти, многу пати си имам предомислувано, поготово и во разговори со жена ми, кога ќе каже некоја работа која што не сум ја увидел до тогаш, ќе речам стварно тоа е така и готово. Мојот став е сменет. Нема его поврзување со моите ставови, едноставно не се важни, тоа се ставови, тоа се алатки кои што ги користам, тоа е како штрафцигер кој што го користиш за отштрафување на еден штраф. Кога ќе видиш дека штрафот не е прав, не е крстач, ќе го оставиш тој штрафцигер, ќе земеш друг штрафцигер. Кога ќе видиш дека потребна е клешта, а не бурмашина, ќе оставиш бурмашината, ќе земеш клешта. Значи едноставно тоа се алатки. Тоа не се кој си ти, твоите ставови не се кој си ти. Ставовите се алатка која што ја користиш. Имаш силни ставови, ама ако дојде некој доказ дека тие ставови се погрешни, тогаш лесно ги менуваш или не се плашиш да ги менуваш. Апсолутно, тие не се дел од мене. Значи тоа е тоа што сакам да го кажам. Можеби се силни бидејќи се размислувани или утврдени или има логика и не би сакал да ги сменам само затоа што некој, за да му биде убаво на некој, за да некој да се сложам со некого или да не повредам нечии чувства. Меѓутоа, доколку видам аргумент солиден или повозвишен, веднаш ќе осменам своето размислување, бидејќи мене не ми се важни аргументи, тие не се дел од мене. Една работа ме подсети некако, тоест баш сакав да прашам околу над концептуалноста, ама мислам дека тоа ќе одземе многу време, ама и во наредната епизода ќе отчувам тоа прашање. Ме интересираат повеќе работи за надконцептуалноста. Знам дека имате последна епизода, ама и покрај тоа, мислам дека може и на поедноставен начин да го пренесете тоа што беше кажано во таа епизода, ама нејс. Ајде тоа за друга прилика. Ме подсети нешто што го кажа на онаа приказана анегдотата со Диоген и Александар. Не знам дали ја знаете. Кога седел на бурето. Да, си бил во бурето и дошол Александар, пошто Александар ги почитувал филозофите и го почитувал Диоген, па бил љубопитен за човеков. И дошол и му рекол: "Побаре што сакаш, било што ќе ти исполна." И овој му рекол: "Да, има едно нешто, помести се малку ми го криеш сонцето." И овој Александар се насмеал и рекол: "Да не бев Александар, ќе посакав да бидам Диоген." И според некои, кога Диоген одговорил: "Ја да не бев Диоген, ја ќе посакав да бидам Диоген." Ама поентата е кога човек знае дека има доволно во животот. Мислам дека ти тоа што го кажа е дека си го живеел тој некој баланс, каде што си знаел да процениш кога треба да отидеш во насока на материјалното, кога во насока на духовното. Или животот ти кажувал кога треба да се пребатиш на тие прилики. Процесор, мислење што си го сменил, што не е поврзано со Русија и Украина, и Израел и Палестина, и полови и родови односи.
Па не, јас веднаш би го спомнал тоа што и претходно го спомнал во претходниот одговор, тоа е дека од закоравен атеист станав посведител на Бог. Тоа не го кажам дека верувам во Бог, затоа што не само што верувам, туку го доживеав и сега тоа не е верба, знаеш, кај мене дефиницијата за верба е дека веруваш во нешто без докази, а всушност не само што имав доказ, туку имав на лице место, како да го кажам, откровение на лице место и се појави Бог. Тоа е посилно и од верба. Тоа е можеби едно од дефинитивно од најдлабоките мислења кои што ги имам сменето. Има и други. Тоа што го кажа свештеникот за надконцептуалноста, на најкратко како дефиниција би кажал дека надконцептуалноста е надминување на концептуалноста, односно надминување на врзувањето за концептите. Значи, концептите не си ти и нема потреба да ги држиш и да ги сметаш како дел од тебе, да ги сметаш како дел од твојата личност. Кога тоа ќе успееш да го постигнеш, кога ќе сватиш дека буквално како што кажа свештеникот, тие се алатка, ако имаш рамен штраф, взимаш рамен штрафцигер, ако имаш крстач, взимаш крстач и така натаму. Ако треба да дупнеш зид, не го правиш тоа со чекан, туку го правиш со бургија и така натаму. Кога ќе го сватиш дека за различните потреби или различните ситуации во животот, од најфилозофските, од најабстрактните до најконкретните, користиш различни алатки кои што одговараат за задачата, во наводници, па е пренесено и во светот на концептите, во светот на идеите, дека подобрите идеи можеш да ги задржиш и не мора да се венчаш за било кои идеи и да ти станат дел од личноста, тогаш стануваш надконцептуален. Едноставно немаш проблем да ги напушташ какви било и заклучоци или идеи да си донел во минатото, заради тоа што не се дел од тебе, не си емоционално врзан за нив, не си врзан со тоа дека мора да победиш во некоја дебата или дека мора да испадне како што си рекол дека е, затоа што едноставно и шо ако не испадне дека е како што си рекол дека е, големата работа. Така што така и за ова, така и за откровенијата со Бог, од закоравен атеист кон агностик, кон сведок. Има и други кои што сега не ми текнуваат, меѓутоа ова е една од најдлабоките. Можам да посведочам на ова што го кажа. Добро, имам некои прашања што исто така мислам дека ќе ги оставам за наредниот пат. Не знам уште колку време имаме. Колку сакаш. Ама колку сакаш. Сакам да прочитам еден твит од свештеникот и да побарам едно до објаснување. Не се секире, не отидов во по контроверзните твитови, ама ме интересира, пошто ми се допаѓа тоа што е кажано во твитот. Мислам дека вреди да се образложи малку дополнително. Вели, не се исплати да бидете несреќни, тажни и депресивни. Ако умот ви дава причина за депресија, измислете причина да бидете среќни и сангвинични. Идентитетот е илузија, smoke and mirrors. Таа илузија можеш да се обликуваш како сакаш, направи ја убава и мокна. Повели. Имаш 5 минути. Ајде да пробам да ја дообјаснам. Значи, во својата суштина јас сметам дека идентитетот е илузија. Значи, идентитетот е комбинација од мемории, од одредени патеки на размислување, на однесување кои што се всадени во нас со нашето воспитание, меѓутоа во одреден дел и со нашата генетика, и тие создаваат една слика за тоа кои сме ние. Таа слика не е само нешто кое што светот не гледа од страна, туку и ние веруваме во тоа. Кога ќе си го кажеш своето име, тебе ти доаѓа одредена слика за тоа кој си ти. Ти имаш мемории, имаш начини на размислување, на однесување, имаш желби за иднината и така натака, сонување за иднината и така натака. Сето тоа ние го нарекуваме идентитет или карактер, некои го нарекуваат така натака. Меѓутоа, бидејќи тоа е нешто кое што се создало од различни фактори, меѓу кои е и твојот ум, твојата свесност, твоите мисли кои што го формирале, го утврдиле, тие се лепакот кој што го создале, кој што го ги држи сите овие работи заедно во еден ентитет, можеш и да го смениш. Тој не е нешто кое што постои, кое што од Бога даден и си ти. Туку е илузија. Баш како што сум кажал, smoke and mirrors. Значи тоа е една магла која што ние ја со нашата мокна верување ја држиме во нашата глава како нас. Тоа е всушност нашето его. Меѓутоа, кога ќе видиш дека е тоа така, имаш избор пред тебе. Всушност можеш 3 работи да направиш.
Првата работа е да речеш добро, какво е, такво е. Све што е негативно, неминовно ќе имаш негативни аспекти, затоа што целото општество е несовршено и колку што е тоа лошо и во колку случајно си се паднал во лоша ситуација во животот, толку лоши карактеристики во главата ти се всадиле од надворешноста. И сега тие работи се создаваат несреќа, ти создаваат одредени неубави чувства, одреден неубав дел од твојот карактер, од твојот живот и така натака. И ти можеш да ги смениш. Можеш да ги смениш многу лесно. Само треба да знаеш дека се менливи. Меѓутоа, можеш да ги игнорираш, можеш да ги смениш и можеш тотално да ги уништиш. Да ги уништиш тотално е духовност. Значи тоа е да се ослободиш од егото. Сваѓаш дека е илузија и го уништуваш. Може би е екстремно тоа. Да го оставиме тоа. Ова друго е лошо. Да ги држиш со сила тие вметнати работи кои што те прават несреќен, затоа што те мрзи или не знаеш дека можеш да ги смениш. А третата опција, најубавата, едноставно кога знаеш дека се илузија, кога знаеш дека се нешто менливо, да си ги смениш да бидат добри, да бидат онака како што ти сакаш да бидат. Замисли кој е идеалниот ти и едноставно биди тој. Толку е лесно. 1, 2, 3 е. Не е некоја филозофија огромна, треба да се качам на планината Монт Еверест, па кој знае што. Не, туку едноставно замисли кој е совршениот ти и почни да го глумиш дори. Она fake it until you make it. Тоа е многу голема филозофија, иако е многу проста реченица. Почни да го глумиш совршениот ти. Совршениот ти е можеби среќен човек, се облекува убаво, се држи исправено, размислува што спори и така натака и почни да го живееш тој човек. Почни да го глумиш тој човек. После некое време умот не знае кога нешто сонуваш, кога фантазираш, умот не знае дали е вистина или е лага. Тој верува во секоја замисла. Кога ќе почнеш да го глумиш тој човек, умот за брзо време ќе си помисли дека тоа си навистина ти и ќе почне да го тера тој филм уште повеќе од тебе. Ќе почне да ја восприеми таа реалност и ти навистина ќе станеш човекот кој што ти идеално го замислуваш дека сакаш да бидеш. И после тоа умот ќе наоѓа начини како да си ја потврди таа илузија. Илузија, се е илузија. Меѓутоа, кога ќе си замислиш ти доволно долго време дека ти си одреден човек кој што сакаш да бидеш, и умот ќе го прифати тоа како реалност, бидејќи ти подолго време си ја терал таа фантазија, тогаш умот ќе те тера да ја одржи веќе таа фантазија. Тој ќе се бори со тебе да ја одржи она идеална фантазија за тебе. И тој ќе смени својата нерватура, својата структура за ти да бидеш идеалниот ти, за ти да бидеш среќен ако сакаш да бидеш среќен. Да, мислам дека е ова многу мокна филозофија. Мислам, освен ситуации каде што се работи за клиничка депресија, ама во ситуации каде што мозокот веќе си прави приказни, веќе ти кажува некои работи. Прашањето е дали си во контрола на тие приказни што ги кажува. Некој ќе рече, ама како да бидам среќен, како да бидам расположен денеска, кога времево е вакво. Или кога нешто друго, некој би кажал нешто што ме повредило или ме навредило, нешто сум прочитал на вести. Така што во секој случај мозокот работи во позадина и ни кажува некои работи што не тера, што направи да бидеме нерасположени. Така што мислам дека ова што го кажуваше баш во насока на тоа дека ако сакаш да бидеш порасположен, смени си ја приказната за тоа што ти го кажува умот. Професоре, нешто да додадеш? Само сакав уште нешто да кажам. Секако нормално е дека ова правило не важи за сите работи. Нормално ако скршиш нога, не можеш ти да си речеш јас не верувам во тоа дека јас сум човек кој што скршил нога и да почнеш да одиш исправено. Нормално мора да викнеш брза помош и да одиш на лекар. Не е ова нешто кое што ќе смени реалноста, не е магија како што е представено во не знам The Secret или така натака, туку ова е нешто кое што функционира за здрава психа и за здраво тело и суптилно ја менува твојата психологија и твојот карактер. Не е нешто кое што ако веруваш дека можеш да леташ, ти ќе полеташ. Не е магија. Да, не е магија. Ова е едно од оние нешто што е толку просто и едноставно и се чини дека е како, што зборуваш, мислам ова сите го знаат. Да, ова сите го знаат, ама скоро никој не го живее. Скоро секој живее на автопилот, а толку е едноставно да ја скршиш таа нишка на негативно размислување и вреди многу да ја почнеш и да ја продолжиш таа нишка. Еден ден ќе ти стане поубав, вторен ден ќе ти стане поубав, со текот на времето секој ден ќе ти биде малце поубав и поубав. Се разбира со текот на времето доаѓаат и други некои неубави работи, ќе ти се случат. Ама битно е да бидеш во контрола на она што се случува во твојот организам. Професоре?
Па не знам дали треба да додам нешто околу тоа. Па, не мораш. Да, мислам, јас би кажал само дека може би не ја гледам толку, не се согласувам целосно со свештеникот околу тоа дека толку радикално треба да се гледа од аспект на тоа дека е илузија тоа што си ти, како што обяснив претходно во одговорот и за Бог и така натаму. Да, ти си приказан на Бог, да, практично можеш, како Бог можеш кога сакаш да се смееш приказната, ама треба од аспект на Бог да ја смееш приказната, не од аспект на свештеникот или на процесорот. Од аспект на процесорот треба да живееш како што се правилата на стварноста кои што ти изгледаат од овој субјективен аспект и дека ти си вистина. Без разлика што си приказна, ти си пак вистина. Меѓутоа тоа е веќе навлегување предлабоко во целата работа, мислам дека нема потреба да образлагаме повеќе. Да. Епа добро. Имам едно прашање за крај. Ако сте согласни. Како не? Не знам дали сте размислувале, ама што посакувате од аспект на себе си и од аспект на Беседа подкаст во 2026 година. Ајде ќе почнеме со процесорот. Да замре волк движењето. Не, јас за себе си би сакал повеќе смирение. Последниот период се осеќам под доста притисок, доста се изискува од мене и по тоа смирение не кажувам да прекине да се изискува од мене да се бараат работи или да се намалат одговорностите, туку да имам повеќе смирение при нивното исполнување, при редовното секојдневно живење. Значи не ги зимам толку стресно. А за беседа е еден многу интимен мој проект, ќе зборам мој аспект, но и на свештеникот е, сега и веќе на тебе. Ама од мој аспект е многу интимен мој проект, кој што се одвива онака како што од секој што сакал да создадам нешто. Мислам, не е случајно зашто го одбрав надимокот процесорот, затоа што се поклопува со и процесор и со професор. Од секој што сакал откровењата кои што сум ги добил или знањата кои што сум ги добил да ги пренесам на други. И беседа е буквално тоа. За жал редовната академија во светот е многу ограничена, се води според зададени парадигми и многу лево-десно нема шетање и е многу ограничувачка. Едноставно не дозволува да се допре до вистината. Таква е. И не можам таму да се остварам целосно, па затоа си создадов своја академија или емисија, каде што сето тоа што го имам доживеено, откриено, што ми се открило, го пренесувам и се надевам дека тоа ќе продолжи во 2026 година, дека ќе продолжиме да ги обработуваме темите кои што ги имаме зададено со свештеникот, ги имаме поминато можеби третина од темите, уште 2/3 имаме, многу теми има. И истовремено самата емисија ми е еден вид на метод на осознавање на стварноста, затоа што во секојдневниот живот можеби за овие теми немаш време да размислиш, знаеш, имаш обврски редовни и така натаму, и немаш време да се насочиш кон, не знам, надконцептуалност или спирална динамика или не знам, семејството и која е неговата улога во цивилизацијата и така натаму. Ама кога имаш зададени теми за кои што треба да снимиш епизода, тогаш им навлегуваш, ги проучуваш или барем си ги собираш знаењата кои што претходно ги имаш собрано спонтано или намерно низ животот и ги дестилираш во производ, ги дестилираш во едно концизно купче на зборови и на идеи и на концепти кои што значат нешто, кои што се некакво знаење или откровение. И тоа е тоа што беседа ми помага мене и тоа што сакам да продолжи од 2026 година, дури и да се развие производот беседа да се развие и во повеќе други насоки како пократки видеа и така. Сакувам и ја најдеш малце повеќе смирение. А за беседа сум сигурен дека ќе продолжи во насока како што рече и ти. Ајде свештеникот да видиме. Па во голема мера се согласувам со процесорот. На лично ниво 2025 година беше многу успешна година за мене, можеби една од најуспешните во мојот живот. Тоа во одредена мера се должи на мојата упорност годинава, меѓутоа исто така и на срекните околности. Во 2026 се надевам дека ќе продолжам со истиот интензитет, па и со посилен интензитет да ги исполнувам своите цели и да создавам нови цели кои што понатака ќе ги комплетирам. За беседа,
како и за нашата поголема цел, која што не е само да одржуваме еден ваков прекрасен подкаст со највозвишени идеи, идеали и поуки, туку е нашата главна цел е да создадеме едно ново движење, една нова парадигма во светот, која што сега едно првично име и е надконцептуалност, меѓутоа секако тоа може да еволуира и главната цел е да се создаде нова парадигма на постоење, на живење, како што биле парадигмите во минатото кои што го менувале светот, така да создадеме и ние сега едно нов начин на размислување, на живење, кој што постепено, низ текот на нашиот живот, можеби после нашиот живот, ќе фати корен и ќе го смени светот. Да ги сметаме дека можеме да го направиме тоа и дека го имаме знаењето, и имаме духовната подготвеност за такво нешто. Во 2026 покрај овој подкаст, кој што сакам да продолжи со истиот интензитет, како што кажа процесорот, ние имаме уште 2/3 од сегашните теми. Некои луѓе велеа што ќе правите сега, ви се потрошија сите теми. Другар, ние не сме ни почнале. Тек да знаат. Ние уште се загреваме. Така да ова ќе трае уште долго време и ќе расте и ќе станува се подобро и подобро. Меѓутоа во 2026 јас би сакал да започнеме со еден заеднички проект. Еве сега го најавуваме за прв пат, кој што ќе биде книга за надконцептуалноста, која што би можеле да ја финишираме во 2026, да ја започнеме и да ја финишираме 2026 и ќе биде еден почеток на нашето книжевно подучување и создавање на оваа парадигма. Така да тоа е, ние не престануваме, ние тек зимаме залет. Тие што се надева дека ќе се откачат од нас, тек сега има да видите. Сите сензорни нивни аспекти ќе ги нападнеме. После во храна ќе удирим. Има и да чита. Парфем беседа. Мора им мирисот да го нападне. Боенки за деца. Проект за 2027. Надконцептуални. Освежуваш за воздух. Алфа парфем. Подкаст на бугарски беседа 2028. Чувајте се. Па добро, господа. Интересни проекти не чекаат во 2026 година. Така што посакувам само да продолжи со исто темпо работава и на лично ниво и на ниво на проектот беседа само да се расте, да се станува подобро. Толку од мене за оваа епизода, се надевам дека не го оцрнив образот на беседа подкастот. Вашата првична оценка можете да ја споделите, ако сакате. Еве, јас ке започнам. Ова беше вториот пат како се јави, како во нашата епизода гостуваше писателот и последна. Се шала. Мене искрено многу ми се допадна целиот овој начин на разговор и би сакал да се повтори забрзо. Еве, јас ти кажам, и мене ми се допадна многу овој начин на разговор. И тоа што се надевам е дека ќе сакаш и ќе се вклучуваш повеќе во иднина, како што зборевме за беседа 2026, дека ќе се вклучуваш и ти повеќе во иднина, можеби на некоја редовна база, можеби еднаш месечно ќе видиме како да правиме некоја ваква емисија со тебе. Епа, ова е добра точка кај што би можеле да ја затвориме денешната епизода. Денеска повторно го имавме како гостин, сега веќе и не гостин, писателот, но за разлика од првата епизода која го имавме како гостин, овој пат тој нас ни поставуваше прашања кои што ние не ги знаевме, беа неочекувани и требаше да одговориме на нив. Прашањата изискуваа доста од нас како одговори, меѓутоа беа многу длабоки прашања и многу битни прашања. И толку би рекол за сюжето, мислам дека можеме да затвориме тука епизодата. Ви благодариме што не слушавте и благодариме на свештеникот и на писателот и се гледаме во некоја следна епизода. Поздрав!